Почитувани посетители на порталот sportf.com, поздрав од стадионот Автокоманда, каде што денеска во живо ќе можеме да го проследиме реванш дуелот од осми на финалето на Купот на Македонија помеѓу скопските ривали Металург и Работнички. Крстев, центар шут одлично, Столедијот Тиовски брани, нема гол. Неверојатна шанса беше ова. Тактизираат макините, ќе видите директно фрлање во петерецот на противникот. На вистинското место беше Димитрија Лазаревски. Стевановиќ, Јамчевски центрира, заспа одбраната и Миле Крстев не успеа да даде гол. Животот сега има доста простор за Димитрија Лазаревски по левата страна. Велковски и Маневски бараат топка. Обид за долго додавање, топка кон Велковски стигна во сумката на Работнички, сега акција Баče Тодоровски, шут, пречка. Извонреден удар на Баče Тодоровски, но ја затресе пречката од голот на Павловиќ. Сега бараат пенал фудбалерите на Работнички, но судијата вели дека немало таков прекршок на Петровиќ. И Маневски во обид да изглуми нешто повеќе, но на топка беше последниот старт, очигледно тоа ќе биде само аут за составот на Металург. И нова можност за Брдаровски да изведе аут. Муарем сега го издржа дуелот со Стевановиќ. И прекршок е ова од страна на Муарем, кој што веќе има еден жолт картон. Дали ќе биде ова втор жолт картон? Токму така, Муарем добива втор жолт картон и е исклучен од овој надпревар. Стојанов, долга топка до Крсте Велковски, воздушен дуел со Драговиќ, на топката ги прелета двајцата. Баče Тодоровски, добра топка, шанса за Маневски, офсајд сепак, постигна гол Работнички, но помошниот судија го поништи поради офсајд. Ова одлука дефинитивно ќе предизвика контроверзи. На повторената снимка најубаво ќе видиме дали станувало збор за недозволена ситуација. Слободниот удар за Миле Крстев. Сема залет Крстев, удар над пречката. Ја имаше ситуацијата под контрола голманот Димитриевски. Тодоровски, Стевановиќ пресега со топката. Јамчевски, шут на Јамчевски крај голот. Ја губи топката Јамчевски. Одлична финта на Крсте Велковски, е убава можност за Работнички. Велковски топка до Борче Маневски. Финта на Маневски, Павловиќ излегува, дали пенал ќе биде за Работнички. Стигна Маневски до оваа топка пред голманот на домакините Павловиќ, а судијата Зоран Петковски од Велес покажува дека ќе биде ова удар од белата точка за тимот на Работнички. Маневски зема залет. Удар, пречка. Неверојатно е сега каква шанса имаше Работнички и што промаши Борче Маневски. Сноста продолжува до самиот финиш. Центар шут, топка кон Чурлинов, добар удар над пречката. Одлично центрираше Миле Петковски од десната страна, Чурлинов скокна највисоко, шутираше, но не беше прецизен во својот обид. Центар шут, топка до Чурлинов, уште една, повторно со глава младиот голгетер и повторно директно во голманот Димитриевски. Ја на Работнички, Маневски сега. Велковски ја бара таа топка, Драговиќ во истинското место, кикс на Драговиќ, Крсте Велковски, интервенција на Павловиќ. Удар од далечина крај стативата. Одличен обид беше ова на Стевановиќ од далечина, го проигрува Агрон Мемеди. Центар шут, на вистинското место беше Димитрија Лазаревски. Сега Миле Крстев ќе се обиде со шут, крај голот. Сема залет Крстев, шут, одличен одбит, но уште еднаш Столе Димитриевски ја следеше многу добра ситуацијата. Ќе шутира Велковски, ќе се обиде да го изненади голманот на противникот. Компликува Орлинов и ја губи топката. Има сега простор за Металург. Одлично додавање до Тенекиџиев. Столе Димитриевски уште еднаш излезе во вистински момент. Стевановиќ. Шут на Стевановиќ непрецизно. Истина неверојатно, два многу квалитетни тима, а во три меѓусебни пресметки не е постигнат ниту еден единствен гол. Главниот судија на надпреварот Зоран Петковски и официјално означува крај на реванш дуелот од осми на финалето на Купот на Македонија.
Металург Работнички 0:0. Според пропозициите нема продолжение од 2 пати по 15 минути, туку за неколку минути ќе проследиме пенал рулет. Пазаревски зема залет. Го чека Зоран Петковски да го даде својот знак и да го означи почетокот на овој пенал рулет. Пазаревски прецизен е левиот бек на Работнички. Ејупи против Столе Димитриевски. Шут прецизен е Ејупи. Пардаровски прецизно. Миле Крстев. Шут прецизно. Идентично како и претходно Ејупи. Велковски прецизен. Со левата нога бие Богдановиќ. Да видиме дали ќе биде успешен од Димитриевски. Брани Димитриевски. Богдановиќ шут. Со многу среќа заврши оваа топка во мрежата. Притисокот е врз Мемеди. Што ќе стори левиот бек на Металург? Шут прецизно. Борче Маневски. Тема залет, 1:1 со Павловиќ. Шут прецизно. Работнички е во четвртфиналето на националниот куп на Македонија. Честитки за големиот успех и пласманот во четвртфиналето на националниот куп. Ваша анализа за денешниот меч? Фала за честитките. Прво сакам да се заблагодарам на моите играчи, на нивниот карактер, на нивното залагање, нивната борбеност и покрај што имавме еден играч помалку, мислам покажавме дека знаеме дека да играме фудбал и мислам после пеналите лутријата беше среќа, али у текот на надпреварот имавме позрели шанси, не ги искористивме, пенал промашивме и заслужено мислам идеме во понатамошниот дел од купот. Некогаш имате таква нервоза да почнеме да и ние сами како тренери или како играчи да имаме нервоза тоа што судијата во првото време судеше едноставно поише пати свиреше него доста и фудбал да се играат кај играчите. Таа нервоза мислам дека кај сите нас владееше, али мислам дека во второто време се договоривме. Исто и од нашата клупа и од играчите, значи никој да не се преговара на судијата, да никој да не се нервира, едноставно да играме фудбал. Ако сме подели да победиме, тоа се случи.